Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Ja sam te čekao na kraju priče И kada si rekla mi nećemo više одмахних рукам. ma šta me se tiče a ne bi ni Bogu priznao tada sve je moje u vodu palo sad mirno kažem lagati neću onoga dana i vrijeme je stalo kako je dobro vidjeti te opet И опет, i opet staviti ruke na tvoja ramena kao nekad poljubi me nježno za ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Добре ни дојдовте. Топ, беша, Одлично, беша, Случајно, беша. секако што треба битно во етер да звучи како треба. Ние овде имаме малку технички проблеми, многу тивко се слушаше, ама добро. Ама си испејавме, што? Ама види, после толку време по телевизија, да ти кажам, со искуство си. Ја викам сега ќе рече, абе не ми се слуша музикава. Знаеш дека можеш и нема. пијачка кариера да тираш. Не бе, па одам сега на никогаш не е текст. Па не е тоцна. А dobro, više pomina po 40 tamo primati, a veke... можеш, така? Да, Ај, како Марија треба да почека. Има una... Не, она може звездите на град. Звездите на град, да. Само нека се звезди. Добро вечер, не ви рековме, добре дојдовте. Имаме прекрасни гостинки и веднаш се зафативме со муабет и ќе биде интересно до самиот крај. Вие уживајте, почитувани гледачи, во ова ново издание на Никој како. Така е, решивме, заради тоа што машкиот ракомет, односно светското првенство беше актуелно изминатиот период, се договоривме со Индира да помина се, да можеме печатуците да легнат, затоа што не може во емисија и да гледа ракомет, тоа не бива. Да бидат стари и стари само вака, Искусни, бе. искусни и вака, Да. искусни без наводи и млади сили во ракометот. Така е. Така е во Македонија. Така е. Ви благодарам. Марија Анкуловска, навистина само со 19 години, инаку Индира да каже дека сака со тебе да биде во емисија, тоа многу значи. Индира, зашто ја избра баш Марија? Ајде кажи. Затоа што Марија е едно младо дете кое на европско првенство што помина кај нас покажа се дека е голем талент, треба уште нормално работа, али голем талент и треба да биде видена и луѓето да ја запознаат, јас мислам дека и ова работа да оди по телевизија исто е еден дел од нашата работа. И не треба да се срами, треба да ужива и само со тоа да биде уште подобро и подобро. Да, ама ти не знаеш дека таа и пее. Не. Ет. Таа и незината сестра Ангела, знаеш како се спремале за надпревар? Со караоке. Па не може да не пееш, Марија, извини вака, ама во интервју си кажала и тоа е тоа. Има и пеење, почитувани гледачи. Да. Убаво се чувствуваш, добро е? Сега за сега? Топ. Трема нема ни потреба. Така. Она Не не се зборува секирај, оваа тројка овде има да те опушти. Така Марија, да од ќе кога ја видите. знаеш Индира? Па уште од мала возраст, јас со почетокот на ракометот, тогаш и беа вардарки актуелни. И мислам дека секој од нас имаше некој идол таму, па ги гледавме, навивавме за нив. Ти имаш баш растено со нив. Буквално, да. Нивните успеси. Не, со мене нема Веројатно разлика. таму Тебе љубовта. да, ама Немам потоа растено. Не, како дел од Вардар, така? Како дел од Вардар, да. Да. Како тренер. Да, а инаку како играч немаше. Не, како не играч е беше ни у млада. план. Не. Ќе се
се уозбилим, кажа дека... Не, немој така треба. Немој, ќе ја пуштаме и Марија до крај на емисија, ќе видиш, ќе ни успее. Колку тебе ти значи оваа пак за добра стара времена? Како, на што те подсеќа? Ајде, прва асоцијација. На стара времена. На стара времена? Ау, имам еден десерт, пуштајте режија малку така, додека си му абетиме да не врати во оние... Убави дена. Тие убави дена. Да, стварно убави. Тоа е нешто што никогаш нема да се заборави и ние и ден денеска се собираме. Кој вие? Кометалки? Да. Сите? Стварно? Што се тука? Значи и Дизи Костовска, она не е како мајка, со незе сме така еднаш месечно, еднаш у 2 месеци, затоа што сите сега веќе имаме обврски, секој има фамилија. Или инсиртива се од твоето... Од моја проштална. Така, да. Сарча. Сарча? Да. Сарча мала е? Она моја цара. Варно! Она да, за сите кои што не знаат, Сара е кирката на Индира. Да. Супер. Ето е 2006 година, кога се опраштав од ракомет. Не од спортот, него од ракомет и тоа е нешто што ќе ми остане за цел живот, jer мислам дека да соберам такви имиња тука беше стварно за мене нешто, затоа што со самото тоа гледаш дека те почитуваат, дека имат респект кон тебе и ја нормално кон нив и посакувам на секого да така заврши кариера. Така, ај се кажи ни со Дизи и ова приказнава. И еднаш у месец или у 2 месеци, еднаш се собирам. Добро, и така на една журка, така? Па, зависи. Да, колку имаме време. Кафана, да, пење, играње. И пење? Па како? Значи, види, не препрашувај, ракометаркиве испадна навистина караоке мајстори. Односно, сите добро пеат и сите сакаат да се журкаат, Па така ли? нормално. Како беше за Вале Радуловиќ, кажи? Не пиаме после, не пиаме. Не пеам, нека ми кога ќе земе микрофон, али види, Вале Радуловиќ пее перфектно. Вале, ако не гледаш, значи... Вале ќе пее те викаме. Пее перфектно, Вале е професионалец. Значи, стварно убаво пее. Кој беа не знам Марија како пее, али Вале пее стварно. Да. Сигурно некако Вале. Кажи ми кој пее добро од ракометарки, освен Вале. Вале, а ние сите други се трудиме. Ние мислиме. Да, ние мислиме дека добро пееме, така? Ние не сте на фестивал, значи вие збориме за караоке пеење, односно нели каде што не треба тоа да е идеално, треба да е за расположение, а тоа е најбитно. Да, апсолутно. Така да сите сте такви, енергични и на терен, а и после терен. Имаше песна пред да излезате или имаше песна само кога се славеше? Зборувам и за кометал и за репрезентација. Зборувам за вособлекувалната пред да излезете на надпревар, дали со песна излегувавте? Не излегувавме со песна, али имаше внатре пеевме нормално, али немаше некоја одредена песна, него зависи од моментот. И си пеевме нормално, секогаш си пеевме. Може некој ритуал за опуштање кога сме веќе пред надпреварите? Колку се добри тие ритуали? Како може опуштање да биде пред надпревар? Нема опуштање. Не, онаа трема, онај притисок за такво опуштање, иначе опуштање не е. Не, ние одевме секогаш во карантин. На Средноводно, кога игравме тука, бевме на карантину Средноводно. И мислам дека тамо немаше опуштање. Добро, шетавме. Зборам за оној притисок, нели, пред надпревар? Па, притисок е страшен, али се трудиме да се зезаме, да направиме нешто убаво, нешто интересно. Така да немаше нешто секој пат да мора така да биде, али правевме да се опуштиме. Али нема многу опуштање. Да. После надпревар После надпревар опуштање, после надпревар журка, секогаш одевме по ресторани, кога ќе победиме, кога ќе изгубиме, одиме дома да тагуваме и така. Да. Марија, караоке што пеете со сестрите, кажувај си? Па, зависи од мудот, да речам, но не знам, најповеќе е бидејќи наша, да речам, омилена пеачка Тейлор Свифт, па може таков жарн некој. Нешто, такво пеете. А македонски? Македонско, да. Нормално, тие се неизбежни. Заветно, Бисер Балкански. Така, а не она мени Тейлор Свифт. Добро, на генерација Z, нели, овие сега тинеџерки кои што... Не, знаат тинеџерки, сите знаат и песни и македонски, и српски, се знаат они. Нормално. Нормално. Јас еднаш отидовме кога уште школа имавме Кастратовиќ и одиме и викам, ја и сопруг викаме, направите себе CD да не носиме ние наша музика. Добро. Вие направите сега, ние мислиме нешто ќе биде вака Тейлор Свифт нешто кога извадија некои песни турбо поп викам. Ле, што не направивме ние себе. Така да себе си знаат они. Да. Можда не разбират све што значи, али Да, али знаат. Марија, можеш ли да ни раскажеш само куса неколку минутки како почна? Значи, не беше возможно да не избереш спорт заради тоа што сите дома сте спортисти.
Да. Ете, мајка ми гимнастичарка, татко ми атлетичар, најстарата сестра Анаита исто така атлетичарка и јас и Ангела помала возраст кога беше почна гимнастика, но потоа да речам да се пофалам на некој начин, бидејќи јас со моја 5-годишна возраст сум гледала светско, европско машки, мислам дека играја. И јас сама побарав да одам, да почнам да тренирам на ракомет. Па така и јас Твоите дома викат Кирко, од каде ти текна се ракомет, од каде ти текна, не, заедно гледавме. Кој не гледаш? Така јас ја повлеков Ангела. Ангела да смени гимнастика со ракомет. Да. Супер, добро. Очекувања никакви сега каде си, што правиш во мигов, што се случува, кажи ми. На тренинг е после. На тренинг после 6 Благодариме месеци. многу, затоа што Ептен ти извлековме од тренинг. Фала Јула. Така беше. Јула фала. Поздрав до Јуна. Па сега моментално сум во Металург автокоманда. Играме плей-оф. Се надеваме на што повисок ранг, да речам. Нормално, пред тоа декември, ноември, крајот декември бев за репрезентација на европско. Тоа ми дојде исто како еден мотив, да речам, плюс за продолжување на сето ова што го правам. И да. И Индира, ваква една анализа, ако направиме со новите генерации, ќе имаме ли големи успеси во најава? Знаеш на што мислам? Да, знаем. Вид, вака, да кажам, нели забавна емисија. Да, забавно. Па да, ме затеравме. Уште не сме зборили за актуелно светско. Да, не, добро. Ајде малку пократко, да. Да, пократко ќе кажам, за све треба време. Мислам дека у женскиот ракомет немавме многу вложување Во последниот период. Така да и све има свое зошто. Мислам дека треба време, треба да веруваме во девојки, треба да им дадеме шанса, треба што повеќе да се такмичиме у сите европски, младински, кадетски. Јер јас мислам дека ти си уште младинка. Не, готово. Готово, остара и ти. Она и она. Остара и ти. Така да мислам дека треба да има еден процес. Не може све преко ноќ. И треба што повеќе надпревари. Јас секогаш кажувам, тренинзи се едно, надпревари се сосема нешто поинако. И да се искаче што повеќе од Македонија, да видиме каде сме, што сме, каде грешиме, што добро правиме, како правиме, и мислам само така може успех да биде. Многу брзо. И една вака брза анализа на она што имавме можност да го гледаме сега на светското. Зборувам за македонскиот тим. Вака, нели, професионално сега, ние со други очи ги гледаме, но ние сме некако задоволни, македонците, народот овде, од играта и она што го покажа Што не сме во ракометот. Па добро, нормално, види, секој ќе каже задоволни сме. И нормално, сите ние, јас секогаш кажувам, не можам за Македонија ништо да кажувам, затоа што сум фан, навивам. И навивачки гледам. Сопругот мој дома умираме од смех, вика ти навивачки гледаш, и ја гледам, вика, со Македонија кога гледаме едно и нормално, кога се од нашите простори. Али и тука треба исто да се што повеќе надпревари, дај Боже да репрезентација иде европско, светско, да има еден континуитет, пошто мислам дека со континуитет се прават резултати. И играчи да веруваме повеќе во играчи, пошто ние едно европско или светско ако се направи лошо, одма не разбирате, такви сме на Балканот. Одма на социјални мрежи ломки ги направиме. Да, убаво кажа, такви сме на Балканот. Да, на Балканот, не само генерално сме такви и мислам дека треба повеќе да имаме доверба и треба повеќе шанси да се дават, jer сите ние не само во спортот, него и у животот имаше и успони падови, така да ако ти некој даде шанса ти ќе искористиш или али мислам дека треба што повеќе да се работи. Јас, ева, ќе се навратам само за Данска. Тоа е уживање да се гледа спорт. Значи, тоа е ракомет. Тоа е оно што треба, како треба да изгледа. За кого навиваше успери, откако Македонија не беше во... За Хрватска. За Хрватска? Па, да. Тука сме. Тука уживам во данскиот ракомет, мислам стварно, мислам дека тоа треба на сите нас спортисти да биде некој врв како треба. Како лекција, да, како лекција, али они тоа од мало се тоа работи, не е тоа. Не е тоа преку ноќ. Преку ноќ кога беше Јан Питлик тука, тренерот во Вардар, он вика ние не вложуваме во сениори, ние вложуваме
Пионери, Во- кадети, така е. младинци, тамо се најдобри тренери, тамо се сите пари да би што повеќе За да напредувале. дојдат овие За да дојдат овде најдобри. кога ќе дојдат, тука се више само се работи. Искалени. Да, Да. само тактика се работи. Така е, да, добро. А, за кого навиваше, гледаше? Маријан, нормално ќе гледала. Не, на тренинг беше. На тренинг non-stop. Го се обидувам тренинг кога има. Не се годеше некојаш да сме, некојаш да не сме, ама во глобала за Данска и за од кога мислам си отидовме Македонија, ние? да, Добро. си отидовме. За Данска и за Хрватска, но меѓутоа во финалето бев за Данска. За Данска. Добро, она е Z генерација, не била, не можела Нема- да вкуси од другиот дел на Па добре, ама си била Па са така ти. е. Така е. подобро Ама и она игра, сака тој и спорт, сакала, тоа видела. начин на игра, така. Така, Да. така. Сите целиме кон тој начин. Така, на игра, Точно, така да. точно. Сега, а од овие кои што нели излигува да речеме во осмина финали, во четврт финале, да речеме еден Египет, како ве бенди не ве бенди па, Колешке, вие сте за спортска печена. Египет не е од вчера, Не е мислам, од и вчера, Египет, така е. рецимо и Португал. и Португалија одлично. Португалија е одлична. Ние у Португалија имате Десембе кој е 2005 годишен. Имате друг голман кој е 20 години, значи млади, али не се плашат од тоа што кажуваме ние не треба респект треба, али не страв, него да се игра, да не се плашиш од него, него само да кажеш окей, добар, ама јас ќе дадам се од себе. Така да мислам дека и тоа треба кај нас малку имаме кон сите репрезентации некако респект страв. право. Приголем Страмопочит. страв. Страмопочит, Така е, да, да. Ако те прашам, сега да ги затвориш очите да се сетиш на која утакмица за репрезентација би се сетила? Која таква ти е најтаква што ти е? Речеме свежа во сеќавање, кога сакаш да се сетиш. Не свежа, па добро, таква ти доаѓа так прва. Свежа во сеќавање. Најсвежа што ти Најсвежа пред 20 години. Ај не ме зиздај сега. Знаеш на што мислам? На која се сеќаваш најмногу? Најмногу на Данска, затоа Таа, што кога во последни секунди победивме, таа е таа. не, Данска беше во 97 година кога отидохме на светско првенство, Добро. никој не ја очекуваше дека ќе направиме нешто и ние усоблекувална Данска олимписки шампион Шампион. и ние усоблекувална играме македонско девојче и викаме само да не изгубиме многу. Немој и искачаме ништо нема да А што изгубиме, е само многу можеме 10 да разлика, добиеме. нешто над. Пошто пред тоа за они само ги победуваат, онака ги мачка Да. сите. Да, И ние искачаме и водиме у еден момент 8 разлика 9. Мислам, они не знаат кај се наоѓаат, а не ние. И само гледаме, ајде што побрзо да заврши. Победивме. Значи тоа беше шок за сите. И они очекува дека ние како Македонија ќе се вратиме, нема да поминеме во следна следната фаза, фаза. али ние во следната фаза отидовме, па направивме, Математиките им ги Поместив. поместивме сите. Да. Што беше присутно по тебе во таа утакмица? Што нели водевме толку многу? Па пресудно тоа е што сега кажав дека не треба не се да плашам, кажувам да. леле Данска е Да. и одма кога Сигурно ќе кога изгубиме. мозокот ти не функционира нормално и телото не може да реагира нормално. Значи треба да идеш со добра мисла дека можеш и дека не се плашам. Мислам, Дека сме добри, дека можеме да така. дадеме отпор и мислам дека е тоа клучот на успехот. Ви благодарам. Задоволна сум. Сега Марија праша. После спортските вести да продолжиме со забавата. Марија, на европското? Како помина? Па супер, стварно беше еден голем предизвик, да речам, не само за мене, за сите нас. Бидејќи имаше повеќе, колку бевме, 5-6 девојчиња, моја генерација, малце поголеми, помали. И за нас беше еден стварно голем предизвик и големо искуство и стварно сум среќна што присуствував, бев дел од едно такво европско првенство, бидејќи таму играте со, не знам, играчи и екипи кои што играт Лига шампиони и се, не знам, едноставно до вчера што се вика зборот, сте ги гледале, навивале за нив, а сега играте против нив. И така, Се е тоа добро. Се е тоа добро во искуството, како што се и гостувањата Индира што ти рече Така по е, телевизии, Значи после ова ти е само, нели? Не, она после иде само пее. Кога ќе се опушти? Не, ова више само пее. Да. Добро, одиме сега со прашањата. Имам интересни имате прашања и овој пат, да. Кој е најсмешниот момент? Ама повторно е со спорт, односно со ракомет. Не со пеење. Ке не умре до крај на емисија. Ке не умре до крај на емисија. Па не, Индира, си дошла да се опушта, да се забавно ние. Пак и свртевме. Ајде. Ајде. Добро, најсмешниот момент што ти се случил на терен.
Ама сега одиме малку во забавните моменти. Во забавните моменти. Значи, најинтересен момент, најсмешен момент кој што ти се случил на тера. Не знам. И за двете. Марија? Марија, ти? Па јас не се сеќам, нема баш смешни моменти на терен. Нема. Нема баш Кај нас смешни. баш нема смешни моменти. Не. Ако е смешен момент, нема да бидеш на клупата, ама више се. Нешто смешно. Нема нешто да сте се изнасмеале во моментот, некоја ситуација, не знам. Има, еве рецимо јас ќе кажам тайм-аут, додека немаше уште вака овие да се слуша Да, се. добро. И у еден момент една ракометарка, нема да кажам која, се прави и вика, види она у трет ред има убави кондори. Имено. Види како забележува на трети ред кондурите, браво. Тоа е жена. Кате да беше ракометарка, Кате ќе го Јас ќе споделуваше тоа. забележам пети ред, шести Ќе гледаш која има каква фризура, шминка и кондури. Да. Чекам од сега. А откако сега се слуша, мислиш дека нема такви моабети, веќе нема. Сите внимаваш Па озбилно. тама работа цела Нема да нација има ќе чуе. муабети, ама сигурно ќе си помислиш нешто така. Не ме прашај. Не ме прашај мене, Марија ме прашај. Хајде ти текнува нешто? Не можам да се сетам сега, стварно. Добро. Второ. Одиме Второ. понатаму, може. Дали никогаш сте дали автогол и сте направиле смешна грешка? Не. Не? Аутогол не. Не, никако тоа. Чето уште е мало. Вика, ако можеш да имаш супер мок во ракометот, која би била таа? Може би брзина. Брзина популярна. Да. Добро. Индира. Шути на сила. Чекай да се преслуша. Се преслушува. Добро. Брзина има. Па не ми треба супер моките сум ги Супер имал. моќ, си има супер моќ. Ти си имаше стварно. Добро. Добро. Дали повеќе сакавте да или сакаш сега да постигнуваш спектакуларен гол или да направиш совршена асистенција? Да, што повеќе ти исполнува? Нормално дека голот е, нели, Повеќе. што се слави, ама никогаш што е повеќе важно и- исполнува еден играч? Па добро, зависи од периодот. Да. Јас мислам дека зависи од периодот. Рецимо, јас кога дојдев у Скопје, почна само асистирам. И они ми викаат, девојче, ние не те донесовме да асистираш, него да даваш голови. Да. Али мислам дека сам тек на надпревар, 3 пати ќе помине, рецимо, Марија ќе шутне. Добро. Ќе излезат после на незе и после она може асистенци да дава. Точно. Све то у тие 60 минути се случува, али јас сакав асистенци. Добро. Исто јас. Сакаш да асистираш? Да, исто сакам да асистирам, а исто така да се дава голови. Мислам, Нема тоа е поубаво. number one. Да, да. Вика, ако твојот ракометен тим беше музичка група, кој жар Жанр би свирал. Иле? Ај сега. Ај сега, бе, ова е у вашиот домен. Рока. Рок. Добро. Јура. Кај има смешано, искрено. Може и поп и турбо. Значи, вие сте сега, па они се сега Да. нова генерација со све. Такви ви се журките. Да. Зборувам, нели, по дискава и по кафулињата и секаде. Мешано, више Зависи нема. кај одиме, в кафана одиме, тоа се слуша кафанско, вамо одиме, друго се Истото слуша. се слуша. Не, исто тоа. Не. А у диско не се слуша турбо фолк. Не, не. Па затоа викам, измешано, сегде истото. Били како би изгледал совршен ракометен дрес според вас? Ето, ама малку една анализа, за да ви биде дали се идеални дресовите или треба нешто да се промени на нив. Ево, прашајте, Марија. Генерално дресовите за ракомет. Генерално или на пример Генерално, да речеме нешто да ти пречи, може би треба да бидат подолги, пократки, нешто, не знам, отпор, поголем, помал, за во играта да ти биде поудобно. Не знам, јас искрено имам размислувано за репрезентација дресовите, бидејќи ни се така долг период едните исти и имав на дизајни некој да речем размислувано, не знам, ете да се клаи сонцето негде. Мислам дека и фудбалската репрезентација имаше Да, така Да се цаи да се стави. Нек се клаи, да се стави. Ова немој сега да досадија, Слушај, одамна се бира. Ја водев емисијата, проектот каде што Да, се бира кога се бираше дресовите, дрес. така да тоа беше многу одамна. Да. У моје време не се бираше, на нас ни дадоа кошаркарски.
Не си. Тренерки на светско првенство. А толкави големи беа, трчам у контра, а јас сум на 9, а на центар ми е еден дел од ресот. Значи, огром. Сега овие модерни време. Мора да биде шорс пократак, ние до тука на нас имавме еден тренер, вика чорапи да ви бидат до колена, коленица на колено, а шорс тука ништо да не се гледа. Ја. Па шо? Одиш да играш ракомет, да те А сега што којша се гледа? така да Имаше не ли можам ништо да кажам. кога девојката му покажува на дечкото да види кој број е дресот на девојката. И нели задникот и он гледа нормално каде би гледал маш и он му вика сакаш ми кој број носи дрес? И ми вика може пак да го видам. Да, добро. Значи, тие да се вратат, представи, така? Може. Тие широки, Од тоа Али да време. ти кажам, да 88 година кога отидов во АДА, ние имавме шорцеви дреси. Вака, до тука се крева, вака до тука. И се што е поудобно за игра? Овие широките? Кошаркарскива? Како ја фатив на припад? Мене ми Што е подобро за... Па види, подобро е шорц нормално. Ово беше малце, ке се искривиш свети на изволте. На изволта. Али имаше повеќе публика. Па, гледај. Сега меѓу тоа и тоа. Ај ке ќе кажи ми се. Ама не, тоа дека прашањата ги погодивме. Слушај вака, вика, кој е најголемиот шегубиец во тимот, односно кој беше? Ба еве, Ти? дојде. Дојде Во тука? емисија. А после тебе кој? Вале. Пале. Да. Добро. Кај вас кој? За во металург ме праша? Да. Па можам да речам јас. Стварно? Репрезентација? А репрезентација која? Не сум јас, Стивка сум ја во репрезентација. Добра, ма, Ај уште. Кој е шегуш? Кој се злиза во Не репрезентација? знам, Ивана Гакидова. Гаќа. Добро. А најголем мотиватор во тимот? Многу прашуваат. Тоа е така. Ако до такви прашања, Да, бе, да. и дадоа такви прашања. Такви ни се дадени. Мотиватор? Ај ке размислам, ова е... Така, кој знаеше нели да крене. Па добро, пак Пак Јас сум била стои- та која... До неа сме. Да. Па кај нас тренерот варда, Јуле. Да? Да. А од девојките? Па сите мислам дека... Уште млади, Да, уште, сите. Се оформуваат. Да, треба Слушај го искуство. Слинево, вика, кој во тимот би преживеал најдолго на пуст остров, ако сте размислували вака, кој е, како табијат некој кој што може да биде самотник и баш би му било добро на пуст остров, да го одморите. Јас сигурно не сум умрла Не, не, до не, третиот не си, ден. не си. Нема шансе. Не си. Значи, Кој? ајде да кажеме Лариса. Лариса? Да. И мене ми личеше дека Така таков сакаше тип кој малце што да биде сака помирна, да. Да. Ете она. Кој е за на пуст остров? Да го пратим. Не знам. Некој кој е мирен, повлечен, не сака многу да се дружи. Па нема баш такви Нема? мирни повлечени, сите си се дружиме, мислам на така. Добро, одиме на следна. Ова е за Да не прикан. беше ракометот. Пејачка ќе биде, што е прашува? Не, не. За пејачка знам, него во спорт. Во кој спорт ќе беше? Во кој спорт? Кој Иначе спорт? пејачка. Гимнастика Ај ќе ти, може? ти сакаш да пееш, ти да не беше ракометот, веројатно Не. ќе пееш, а? Кажи Тенисерка. Ама за Стварно спорт тенисерка? или генерално Тренирав таму тенис, затоа што левак и одма вика тоа, ајде. Може. И како беше во тенис? Одлично. Па у сите спортови бев добра. Кај, знаеш, у бивша Југославија... Чекај, а што се играше? Игра Дека дојде до ракомет. Кошарка, значи јас многу Како касно почна? дојдов до ракомет. Добро. Нели у основни училишта играш све? Атлетика, трчав, Да. атлетика, кошарка, одбојка, ракомет, Се. се. Добро. Нормално. Тенис после почнав малце. А, така. Ипак е тенис поскап спорт, тоа е сериозен така спорт, да. сериозен спорт. И во второ средно мени професор ми рече оди тамо, ти ќе играш ракомет, ја кажав добро и ти да играм. И заиграв ракомет? да. Добро, супер. Што спорт би било ако не ракомет? Па валјда одбојкарка. Одбојкарка. Да. Најубави се. Најубави се. И најубав спорт, најчист. Без контакт, А да. таму има многу такви... Има. Има, али се Да, и убави. има убави, да. И Ние дресовите сакам да кажам. Кај нас е спортот више станат многу силен. Многу Мораш грубо, да бидеш многу е грубо на многу терен, да. спремен, мораш да бидеш физички спремен. А кај нив е треба физички, али нема контакт и не треба ти толкави мускули како што кај нас, што треба да издржиш. Дуел. Ти значи секој 20-30 секунди имаш дуел.
И то треба 60 минути издржати. Така е. Добро, доколку ти понудат улога во филм за ракомет, која актерка би сакала да ве глуми? Значи, која на твое место да биде некоја? Што сакаш, веројатно, некоја таква? Знаете која да те глуми? Некоја плава, Некоја Плава мора да биде. Океј, офарбати ако не е. И тоа што викаш. Еве да речеме Маргот Роби. Може? Смисли? Не. Некоја која? Од овие Ю? Или од Тања. која Тања? Наша Тања. Тања Кучовска. Па замисли каква би. Може. Ау, Тања. Ама ќе ослабе после. Па, Додека добро. биде овако, Ема за ќе улогата. ослабе. Мора за улога да се подготви. Да, ти се дебелеа, така е. Леле, ова е многу добро. Ајде. Вика, ако екипата мора да оди на реално шоу, во кое би одела? Значи, Цел тим. ракометниот тим треба да оди во реално шоу. Сите овие што ги познаваме реални шоу. За каде сте? Реалити шоу, не? Да. За во кое? Нели има различни жанрови? Јас сум за, како се вика на... Како? Со што? Со, никако овие што... За други, ма други не. то Не, за други, то не, не. Ние сме за оно кога одиш некаде на некој острво. Survivor. Survivor. да. Ја мислам дека ние сме сите за Па Survivor. да. Сигурно. Да. Би се Па, снашле во таму, две така? екипи, да. Зошто? Па ние се бориме цело Па време. да. На нас реално секој таму ден е. и тренинзи и све е борба. Ама таму треба да јадеш свашта нешто. Па ке шо ке смрш, ке знаеш какво ќе се врати? Масти нула. Таманки им се погоди. Тренинг. Тренинг нормално. Да. Ова ви се случило, но еве уште еднаш ако победите на голем турнир, вели како би го прославиле успехот? Еве сега одново. На голем турнир? Да. Репрезентација или клуб? Има И разлика. едно и друго. Еве нека. Два одговори сакам. Ние како би прославили Да. или Репрезентација Ти. нека биде. ајде на плоштад На площад. да не дочекат сите да освоиме некоја медалја и сите да не дочекат и онда после кафана некоја појма. Да, ама до кафана ќе се изнажуркаме сите на площад. Па да ги наредиме на площадците ови од кафана дека пеат, ако одиме Така ние е, во па кафана. нормално, Тука, па нека- нормално. нека се Мислам дека за секој спортиста Види, е по желба площадот, да се сега. да се дојде до плоштад. Площад и полна. Добро се сеќаваме на площадот. Би сакала секој тоа да го доживе. Тоа е, мислам, нешто што не се заборава. Да. Знам дека тешко овакво сме гледале некакви солзи, нели сега вака, ама тогаш имаше солзи? Како? Па, тогаш имаше и солзи, ама ти тогаш не си уште Не си уште свесен. додека Да. не помине. Јас се сеќавам уменица Дино насред плоштадот зема микрофон, као нешто да се каже, она Фани! Го барамашот. Мислам, то се... Нешто смешно сега, не можеш одма момент да се сетиш, ама ние на плоштад и сега секој му дават, ајде нешто каже, оно сите, вау, кога ќе кажеш име, они Да. цел плоштад Да. вришти и она Фани! Сега никој не разбира што вика, само ние тука знаеме што она вика, али тоа се емоции, тоа е стварно нешто. Јасно. Марија? Исто. Па исто да. Исто. Площад. Да, дефинитивно. И да си запееш една песна, така ли? Па на то площад после- пред то сите. Да, така е. Тоа Марија сме ќе кај пее? пеење, па ајде, што? Марија? Па што, ние ќе правиме Се друштво. чекаме за сак. Микрофонот Микрофонот да ќе го го вклучиме. вклучиме, да, Да, да. јас ќе го вклучам. Значи, ја пееме во коси да те спијам, може? Може? Ајде. Еве, кај Повели? да се подсетам на текстот. Го знаеш текстот, така? Ние Караоке кога ако пеевме, пееш. не беше Ние ќе ти уклучено. правиме друштво. Нема се слушаше на микрофоните. Само да знаеш. А и јас да си ја пуштам или не? Може, секако, ајде. подсетувај се, нормално. Ајде, режија, пуштајте. Тоше Проески во коси да ти спијам, пееме сите. Само нека побутек малку погласно. Најде. Спремни? Чек. Еј, А, уште има. трубата. Добро. Ајде. Заборави други очи, други нежни насмевки. Заборави, Ајде, побутек. ме натерај да ги фрлам сите слики неизи
čistam so spomeni da gi varam celi noki tvoj teče koji Pa vinga. da kopneam so denovi Ajde, refren. po kosi da ti spijam bez prestan da te ljubam po tvoj nežan dobi se da izgubam Ajde, ošte naš. po kosi da ti spijam bez prestan da te budam za tebe ako treba se da izgubam. Odlično se snaje da ga treba. Ker je interesno, da peve ušte, da indira, da peve nije. A ker vide, tukaj si to nije predvizici interesni igri. Lepo tako. Никој како Индира и Марија оваа вечер во Никој како на Телма. До сега е топ. Вие ќе кажете. Тебе ти е окей, така? Мене ми е Окей. Да, окей. Сега имаме следна игра, која што се вика Кој сум јас? Или не одиме со кој сум јас? Може, како сакаме, да. Добро. Само ако може Индира по мастеру, да биде појасно да се Да. чита, нели? И да ги исклучи само да да не исклучам, гледат. да, Индира више има искуство, одма чак, давай, кри таму од неа, нека не гледа. Добро, бе, Индира, ќе биде? Да. Како се смејат сладко. Марија треба да покаже. И Марија и ти. Види како се смеја. Смеј, не се смеј. Ништо не ти разбира. Добро. Разбрам? Да. Ајде. Ајде. Оди стави то. Са Индира не треба да види. Добро де. Маца ке гледа. Се насме, гледаш? Се насмеавме. Чекај сега. Упали ми телевизор. Малко прочитам. Малко ми се зезна. Шо ти се Ајде. зезна? Ќе прочита Да, Индира. да, ќе прочитам. Ајде. Да не ми требат Ајде. Ќе биде интересно. Индира, да читаш добра? Пошто ја левак со ракописот сум, да. Да. Добро е. Ајде, прашувајте се сега. Кој ќе Кој како сака, кој прв. Ајде. Прашувај. Јас да прашувам? Да. Машко сум? Не. Јас Машко? Не. Ракометарка сум? Не. А јас ракометарка сум? Од Македонија сум? Да. А јас глумица сум? Не. Што може ако не е ракометарка? Друга, следна. Пеачка сум. Да. Гледаш? Летно е ово. Не. Добро. Ајде. Јас... Дали пеам? Да. И јас сум пеар? Да. Леле. А јас пеам народни песни? Па да. Да? Ама јас сега сум со прашање. Ајде, настави ти, праша, нема веќе то. Да не сум од Битола, случај. Ја не знам од кај е она. Не си, не си. А јас сум, имам преко 60? Па да. Да. Тука ќе ти помагаме, нели? Добро, да. Јас имам преку 30. Да. Не помагајте, знам. Ја да не сум Есма? Не. Добро. Јас Калиопи да не сум. Не. А жива сум? Жива, здрава. Ама чекајте, брка нешто друго, ама ајде, добро. Не ја брка нешто друго. Ако остане Ајде. сега Црна коса имам? Не. Значи плава. Значи плава. А ја да не сум... Sad treba da se Blagica. Не. Македонија, плава коса. А Мендира ти не праша? Не си праша од Не праша каде? дали од Македонија или не од Македонија? Главно А. праша. Da, od Makedonije sam? Ne? Dobro. Да, не, јас знам, јас како се да покажам. Не, Којата?
знаеш Твоята ја 100%. знаеш и песните ги знаеш. А од кај она знае моја дека 6 години сме преко? ние, тука сме. Не, не. Знам, Ја знам, знаем. знам. Ама ја знае, па сите ја знаат. Ајде. Да, знам. Сите ја знаат. Од Македонија, од Скопје, мата? Да. Ке прашаш или ја наставljam да прашам? Вие Ајде, прашаш. А, од Србија е? Од Србија сум? Па, да. Аха, ајде. Од бивши југ. Босна. Да, Босна. од Босна, не сум знала. Плава од Скопје. На 30. Дали моја пее забавна или народна? Од историја На. спрашав. Народна. Народна. Добро, Ханка Палдом да не сум? Не. Не. А мојата пеи Аха, сега се сетиш. Забавна? Забавна. забавна. Над 30 забавна. Ајде, ајде, не знакови прашални се размислувам. Да. Ја имам плава коса. Индира, од сега те викаме за оваа игра, да спроведош ред. Браво. Така треба. Не. Па Чо, како? се мешај. Па како? Така Која треба. од Босна има, а не Ханка Палдом, а јас да не ја знаем. А има над 6 години. Ама Јас те како буни не ја сега знам. друго те буни, И ама која ајде, може да е ке друга? ти биде јасно после. Немам појма. Она треба да прашам. Да, во Босна е Плава роден, од и тоа ја Скопје. буни се. Не знам што да прашам поиќе. Забавна, плавуша, на 30 години, од Скопје. Ајде ти И сега мене. не размислувај се ти над 30 дека треба 60 Да. има. Значи он има над 30, Една ама има 30 и помала е нешто. од мене, ајде. За вашата да кажам сега? За твојата помала Како е од иде мене. се помала од мене? Да, незината, ајде. А смеам ја да ја кажем отпеј нешто од моја песна, од моја пејаште од мене? Не, само со дај Не, не навредам сега никој ако кажам Ако кажуваш што има врска. Кажувај, плавуши што ти Кого ќе текнува. навредиш ако има преку плавуша, не 30? ми текнува плавуша. Ајде. Ти текнува која плава? Значи топ 3 пејачки во Македонија плава од Ау, Македонија. све ви помогна. Па малку да и потенцирам. Ама не се тоа оно. Ајде вие прашмете. Ајде, не знам што да прашам, више све Па и испрашав јас и не не знам знам која е од Значи, Босна. Ру- Топ 3 југословенски пејачки. Најдобра не е. Прва. топ три. Наброва. Јас ќе ги набрајам. Од Босна. Која е од Босна? Родена во Босна. Родена е во Босна. Ти кажам дека тоа е Јас се збунив, викам. Гледај. Да, знам дека се Да. збуни, Јас пошто што не мислеше знам дека од Босна. Ајде. А јас. Лепа, бре. Некој хинт. Може? Ја, Многу. може. Нешто ти помогнеме. Може вака, јас ќе ти помогнам. Невровизија беше. Пееше на Евровизија. Ти ме истепа на крај. Сега на второ место беше на Евровизија. Тамара Тодорова. Запали телевизор, жити. Не дали уште не дава. Не бива, ова више не бива. Ама добри бевте. Па одлично. Супер, Тебе те супер збуни само динамично. Босна. Да. Ама добро. Супер динамично како што треба. Знам што те збуни Босна и мислиш дека пејачката е нели Да, уште сега уште у Босна, дека и сега викам која е Ханка Која ли е Палдом сега? таму. Јасно. И знаеш што ме звуни? Она дека ја знае, викам чекај бе. Она знае. Она која 100%. знае, мора да е некоја од овие Да. главнива. Ајде сега. Шо идемо? Ајде, одиме, може топчиње. Да. Спремивме таа игра. Кажа ли како? Јас сакав и онаа другата, ама ајде, оваа на брзинка ќе изиграме. Да, им А кажат, другата знаат. можеме да ја Можеме, ќе ја почнеме, ајде. Чекај да видиме дали Значи, пишува. табличката, 9 полиња, 9 топчиња, без да гледате, без да погодите 2 полиња, односно едно поле со 2 топчиња и без Значи, да без да бидат биде на граница. Знаат. Им Така? кажавме се. Да. Јасно. 3-4 сега, ајде имаме време да изиграме уште Чекај, игри. јел ми се... Не, тука долу е. Ајде, јас ќе ти ајде, отворам. дај. Готово. Ајде, така. Ајде. Скупно 9 топчиња да изцртат. Може? Да. Јас Можеме. почнав. Почна, Може, добро, почна, гледаме дека добро. почна, 3 веќе изцрта. Добро. И текна. Окей. Ние нека Индира бевме насочени. Мислам дека ги истртав сите. Ги Да, изцрта, ги да, изцрта да, си, да. да. Окей, можете да Ајде да видите и видиме. да кренете да видите гледачите. 4, 5, 6. Они 6 гледаат. имаш ти. 6 Чекај да видам. Добро, значи имаш точни 1, 2, 3, 4. Да. Другите се по 2 и по овака. Ти имаш Добро, 6. Ти имаш Така? 6? Да. Да.
Да. Одлично. Ајде сега, идеме на... Што сега, уште нешто? Да, уште сега една е- игра кратка. Сега е интересното. Ово не ни треба? Не ни треба веќе, да. не Остави. Доаѓај Марија наваму. Сега ќе биде интересно. Индира ќе ти ги кажува зборовите, Ајде да стане. а ти нема да ги слушаш зашто ќе слушаш Прудиџи овде. Македонски традиционални јадења. Чисто за да знаете што е. Тоа Чекај погодува. малце са, чекај. Ево Да, ти. прво да ставиме Стави слушалките. слушалки и да Правилно, пуштиме наместено само и да ни ти. каже дали не слуша. Во уста да не гледаш. Слушаш? Може? Попуштајте малце. Ајде да попуштаме. Индира, само многу тивка биде, односно скоро не пуштај звук заради тоа што се мали се слушалките и не и прават доволно. Ова е само ја бунат, чисто со некоја музика која што треба да ја збуни. Благодарам. Може да почнеш? Овде запирам, кажи ми кога можам да продолжам. Зелник. 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 Потивка сум Индира. А слушаш, Марија? Не, слушам музикава. А, добро. не, а ми кажа не. Добро, ајде. Па погласно ми кажа. Да, добро. Качамак. Ка, Чамак. ча, мак. Кача. Браво! Добро, Индира. Пастрмајлија. Пастрм, Мајлија. пастрмајлија? Така е. Ајде сега рокада. Рокада. Ајде, доаѓа ти. Марија, уди ти Ке те смениме многу гласно, кажи. Ај, ке те смениме многу гласно. Смени позиција. Не им чини затоа што не погаѓам. Ај сега ке се. Ај сега. Може? Индира, слушаш? Турлитава? Да. Браво. Пинџур. Да. Мусака. Мусака! Добро, ни се пријаде поздравување. Кај ние спортисти сакаме вака такмичење, ние не сакаме да губиме, да знаете, Нели, тоа да, е... мораш да победиш. Да, нема смисла да ги изгубиш. Добро, истеравме. Која ќе ја пее само? Ајде сега. Кој ќе пее, бе? Ти, Не ме гледа како е на... Ја не смеам више да прозборам, како ми каже Индира тоа. Овие нема више да ме поканат на телевизија. Која ќе пее? Која ќе пееме? Ако сака, Ако случајно сакаш, ја минак така имаме одвоено. Македонски дел. македонско девојче. Ако сакаш. Ако сакаш. А ако не сакам? Што реклами ќе најавиме? Бегаме. Ајде пушта македонско девојче. Дојди со мене. А, Ова не, песна е... не, Заедно. Да, ова песна е... Ајде, Песна е стита. химна, да знаеш. Ето така. Може. Ова мора и најзлучно вика на памет. Така е. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има овој бели свет, убаво девојче од Македонче. Има ли? Нема, неке се роди, убаво девојче од Македонче. Така, Марија! Опа! Може уште малце? Ей, да. Зимни тон. Ајде, можеш твојата. Еден микс. Како не ја знаеш песна? Еве сега ќе научи. Еве, слушај. Кога тргна цветово тугина, дробни солзи ти ронеше. Ајмо. Дробни солзи цвето ти ронеше. Не кеш ката да ти пее, не кеш. И наверно се колнеше. Не ги знам зборовите. Не зна кате. Дека верна цвето ке ми биде.
Саке ми гледаш. Доста. Браво! Како ќе кажеш така? Може ли реклами да најавам? Еве сме, сите сме подготвени за последната игра, има 2 минутки. Две, а? Да. Јас ке те бодрам. Чекај, Значи чекам. не ме карај мене сега, јас те бодрам. Јас сум од твојот тим. Да. Јас сум од тимот на Марија, Марија победи жити мене. Готово? На младима свет остаje, ако треба ќе пуштам. Не да пуштиш сега, не да И пуштиш после сега. кога ќе победиме избора. Да, Знаеш како сме Треба да скомбинирани? учиш, сречо, А во водителскиот пар Ајмо, јас сум поминаме. помлад, значи тука сме скомбинирани. Така, Знаеш, да. да. Значи, сега, кои са твои? Зелените се на Индира? Нормално. Добро, а црвените са твои. Ајде, може. Значи, знаете што треба да направите? Опа, браво, секој своите. Секој своите нови се измешани кај спортивниот. Марија! Не треба да јас сум многу тоа одлично. Марија! Викам, шо тешка игричка да им дадеме, нема шанси на нив тешка игра. Ова е. Браво. Така, браво! Мацо, бе! Добро се држеше, добро се држеше. Супер! И не и побушти, значи. Види. Спортисти не попуштат. Не? Не. И Ја кога ни играш на вака керка игра, моја не попушта Требаше нешто. јас да кога озборам. играте дома игра, значи мораш да победиш. Па не морам да победам, него сакам да победам. да, ама она карти, некад не- например, играте, Па, можеш да нормално. победиш. Па нема да биде интересна играта, Така. веројатно се водиме од Попушташ, тоа, а не е така ли интересно. Индија? Ама животот не е да попушташ, него да Јасно. се бориш кроз него. Така е. Така е. Марија, сега ние можеме од обратно да почнеме пак со емисија. Сега се опушти, можеш пак да ни пееш, така? Да, да вие сега вратете ги топчињата како што беа вие. Ние заслуживме. Да. Фала ви многу. Успеси во животот, нели генерално во се, нормално успеси во спортот. Онаму кај што се тргнала дефинитивно со големи чекори ќе стигнеш доколку се сака. Сега си во оној период каде што нели тинеџерски бубачките ја фаќаат. Готово, Не, помина. Помина, година, не цело. Уште една година ја дрма Не. тинеџерството. Не. Ама верувам дека нели Док Сега е више ја готово. репрезентација и док играше осети што значи европско и све, мислам дека више она тоа премина, сега само успеси ќе реда све поголеми и поголеми. браво. Така и треба. Поздрав Фала ви. до сите во тимот. Така е. Се Индира, надевам ќе благодариме. стигнеме на време до Петровец. Извинете што сум ви одземала малце. Никола ми вика следниот пат да не доаѓам затоа што му зимам работа. Така ти рече? Да. Ајде, фала Ще ви. гледаме пак за многу побрзо. Ајде, това сутре. Така се бе, бидете со нас.